Неформален сајам за вработување организираше Центарот за анализи и истражување Новост од Струмица, кој на едно место собра бизнисмени, но и млади невработени. Преку панел дискусии, но и презентација на своите бизниси, фирмите ги изложија потребите од работна рака и ги детектираа проблемите околу вработувањето на млад кадар. Фактот дека компаниите и целиот бизнис сектор се соочува со недостаток на кадар, посебно морам да напоменам квалитетен кадар, дека во денешно време знаеме и самите дека нашите образовни институции лиферуваат кадар кој што е неквалитетен и недоволно едуциран. И мора да компаниите да ги зголемуваат платите, со цел да ги задржиме квалитетните луѓе да не ја заминуваат. Но, како што реков, важен фактор е да ја зголемиме продуктивноста, важен фактор е да бидеме конкурентни и мислам дека тоа треба да почне од младите. Младите не сакаа јавно да зборуваат пред камера. Тврдат дека не се доволно мотивирани директно да се вклучат во производствениот процес. Најголем проблем за нив се ниските плати. Според Новост во земјава, 55% од младите до 29 години се невработени и на овој проблем треба да се работи. Најголем интерес имаат фирмите кои што се занимаваат и работат во IT индустријата. Фирми кои што работат и ги извезуваат, продаваат своите услуги надвор од македонскиот пазар. Од друга страна, значи младите па дури и да немаат формално образование, постојат голем број на академии, курсеви, конференции преку кои што младите можат да ги добијат тие почетни вештини кои што им требаат за да почнат такво работно место. Во Струмичкиот регион заклучно до септември се водат 4813 невработени лица, од кои до 29 години, според статистиката на Агенцијата за вработување, има 1083 лица, што е 22% од вкупниот број на невработени во Струмичкиот регион.